Вести на Канал 8, добар ден. 28 осмоделенци кои конкурираа за упис во Средното општинско училиште Љупчо Сантов и поради малиот број поени беа одбиени, се уште не одат на училиште. Учениците револтирани, родителите уште повеќе, велат дека таквата одлука на Министерството да не се примаат ученици кои немаат доволен број поени за упис се коси со заложбите на Министерството за задолжително средно образование. Од гимназијата со одговор дека постапуваат согласно одговорот од Министерството за образование и наука. 12 дена поминаа од стартот на учебната година, а 28 ученици од Кочани кои конкурираа за упис во Средното општинско училиште Љупчо Сантов и поради малиот број поени беа одбиени, се уште не одат на училиште и не се вклучени во воспитно-образовниот процес. Учениците револтирани од одбивањето да бидат запишани, а нивните родители уште повеќе, кои до почетокот на годината се надеваат дека нивните деца ќе тргнат на училиште во гимназијата. Директорот Лазар Димитриев објасни дека училиштето постапува согласно добиеното укажување од Министерството за образование и наука, во кое стои дека согласно утврдените слободни места за упис на ученици во кочанските средни училишта, Министерството не дава согласност за намалување на поените за упис на ученици. Тоа значи дека согласно конкурсот, сите ученици кои имаат под 50 поени нема да бидат примени во училиштето. Училиштата да бараат согласност од Министерството за образование за намалување на поените за упис е новина која се воведе од оваа година. До лани интерно самото училиште на наставнички совет одлучуваше со колку поени ученикот ќе биде примен и така беше полесно, оти сите ученици кои конкурирале беа примени. Од годинава критериумите се построги. Ученици за кои учебната година се уште не започнала, во Кочани се 28, но има и во другите градови во државата во кои бројката е поголема. Учениците деновиве си ги подигнаа документите од гимназијата и следно што треба да сторат е да бараат упис во друго училиште. Како и да е, револтот на родителите кон одлуката на Министерството и понатаму постои, бидејќи, како што велат, абсурд е таму каде што конкурирале нивните деца да има место за упис, а да не бидат примени. Продолжува битката против заболувањето син јазик кај крупниот добиток. Стручните лица велат и покрај зголемениот број угинати животни, можно е со соодветна здравствена заштита да се намали нивната смртност. Продолжува да расте бројот на крупниот добиток што угинува како последица на заболувањето син јазик. Болеста што најголем интензитет има во источниот дел од државата им прави големи штети на сточарите, а дополнителна грижа им е безпомошноста да сторат нешто за да ги заштитат стадата. Сепак, стручните лица велат дека постои можност да се преземат превентивни мерки за намалување на смртноста. Бидејќи болеста се забележува рано наутро, пред добитокот да се однесе на пасење, препорака од ветеринарите е таквите грла да се остават во трлата, за да може да се интервенира, односно тие да ја добијат неопходната медицинска терапија. Со оглед на тоа дека каде сме третирале навреме, евидентно е дека смртноста е намалена. Значи, не можеме да гарантираме дека со третирањето сите овци ќе бидат заштитени и нема да има угинување. Не, напротив, таму кај што имаме навремена дојава дека има заболени овци, верувајте дека со 2 третирања до 3 доваѓа до ситуација да се намали смртноста кај овците. Повторно кажувам, тие овци се залечени, тие не се угинати, но последиците од понатамошното нивно експлоатирање се во знак прашалник. Дали ќе абортираат, поготово болеста се јави во најлош период кога се тие сјагни и колка ви ќе бидат штетите, верувајте дека во овој момент никој не може да предвиди каква ќе биде и колка ќе биде штетата. За сега најголем проблем од синиот јазик во Македонија имаат одгледувачите на овци, со оглед дека со околу 700.000 грла тоа е најбројниот добиток во државата. Никој не може со сигурност да даде точна евиденција колкав е бројот на угинати животни како последица од заболувањето, но грубите проценки се дека се работи за неколку стотини грла. Како превентива, ветеринарите ги повикуваат сточарите навреме да го пријават секое сомнително однесување на добитокот, а животните кај кои се појавиле некакви симптоми на заболување да ги одвојат од другите грла. Штетите кои ги трпат лозарите годинава се огромни. Вината ја бараат во климатските промени. Драги Петров од село Драгобраште е еден од ретките, но искусни земјоделци кој успешно се бори со предизвикот на климатските промени.
Наспроти големите штети што ги трпат лозарите, тој годинава очекува приноси од 20 тони по хектар лозја. Штетите кои ги трпат лозарите годинава се огромни. Пред стартот на бербата, евентуално сонцето може да го надополни нивото на шеќерните единици на ионака слабите приноси. Земјоделците вината ја бараат во климатските промени, но не и во сопствената стручност која треба да ја надградуваат и адаптираат на временските услови. Дека борбата со климатските промени бара богато искуство и соодветен навремен третман, докажува еден од најуспешните земјоделци во Виничко, Драги Петров. Оваа година беше посебно на некој начин тешка за лозарите. Големите врнежи кои ги зафатија нашата земја во текот на летниот период резултираше со појава на повеќе болести. Во прв план беше пламеницата која, мислам, нанесе големи штети во лозарството. Ние успеавме на некој начин со повеќе третмани и со повеќе засечни средства да се заштитиме од пламеницата. Мислам дека грозето е во добра форма. Ќе се почека уште 10 дена до берба. Лозарите не стравуваат од новите дождови, бидејќи само би придонеле за доцнење на бербата, а грозјето доволно е заштитено и не би се очекувале некои посебни компликации кои би довеле до расипување на родот, вели Петров. За пласманот нема да има проблеми, веќе е договорен откупот во винарската визба во Виница, а цените кои ги очекува се од 16 до 19 динари за килограм. Сега очекуваме некаде околу 20 тони по хектар, што мислам дека за наши услови е доволно за да биде економски изводливо и оправдан. Според бројот на шеќерните единици, цените конкретно оваа година се различни, така што има, мислам, региони како Кавадарци и Неготино, наши лозарски региони, каде што има, мислам, голем дел од лозјето е од лозовите насади се уништени, дури има и 100% уништени. Највеќе застапен вранецот на половина од насадот, другиот дел опаѓа на Кабарне, Мерло и Сувиньон Бланк. Иако доцна субвенциите за 2013, Петров со производството кое го остварува на годишно ниво и со останати култури, никогаш не се почувствувал загрозен за својата екзистенција. Напротив, со секојдневна и макотрпна фамилиарна работа, само е добар пример дека и вака може да се достигне посакуваниот статус на регистриран и современ земјоделец. Децата од градинките нема веќе да конзумираат преработки од месо, како што се салами, паштети, бел леп и бел шеќер во исхраната. Имаат посебни нутриционистички менија дефинирани според стандардите на Светската здравствена организација. Новите менија се воведуваат по алармот на лекарите дека се повеќе деца имаат прекумерна телесна тежина, зашто се понездраво се хранат. Ваквото мени почна да го спроведува и Кочанската градинка. Нутриционистички менија во градинките е новиот проект на Министерството за труд и социјална политика кој започна да се имплементира од оваа година. И Кочанската градинка го практикува истото и менито го дефинира според стандардите на Светската здравствена организација. Тоа ќе значи дека децата во градинките повеќе нема да јадат паштети, салами и маргарини, туку храната во целост ќе треба да биде подготвена во кујните по образовните институции со свеж зеленчук, овоше, млеко и месо. Храната ќе биде здрава, оптимална и балансирана, подготвена со биолошки вредни прехранбени производи кои можат да ги задоволат енергетските потреби на децата. Квалитетен и квантитетен внес на микро и макронутритивни материи, со што ќе се обезбеди хармоничен раст и развој на децата, како и превенција од заболувања. Укажувањето од Министерството за новото мени пристигна и во Кочанската градинка. И кај нас стигна укажувањето од Министерството за труд и социјална политика да се внимава во врска со подготовката на храната за децата. Тоа значи дека треба да се конзумира здрава и балансирана храна
вклучувајќи го сезонското овошје и зеленчук, а исто така да се бидат вклучени и житариците. Овие препораки кои ни се доставени од страна на Министерството, ние подолго време нашата градинка подолго време ги практикува, а секако со цел да се спречи зголемувањето на телесната тежина кај децата. Во храната ќе бидат вклучени интегрални житарки со посебен акцент на белиот леп да се замени со интегрални видови на леп. Зачинувањето на салатите и супите ќе бидат со масло за јадење од сончоглед, тиква, сусам или маслинки. Белиот шеќер ќе биде исфрлен од употреба, а за сладувањето ќе биде со мед или кафеав шеќер. Нутриционистичките менија се воведуваат по алармот на лекарите дека се повеќе деца имаат прекумерна тежина, зашто се понездраво се хранат. Ангажирани се нутриционисти кои ќе го подготвуваат новото мени за во предучилиштните установи и ќе внимаваат на балансот на сите хранливи состојки од храната, колку белковини, масти или витамини треба да изеде едно дете во текот на денот според возраста. Канцеларијата на пратеничката Магдалена Манаскова отворена за комуникација со граѓаните. Таа функционира од 1 август, а граѓаните редовно се обраќаат за проблеми во надлежност на пратеникот, но и такви кои се ингеренција на локалната самоуправа. Околу месец и половина функционира пратеничката канцеларија на Магдалена Манаскова, сместена на првиот кат од зградата на локалната самоуправа на Виница. Станува збор за една од канцелариите на парламентарната мрежа за комуникација со граѓаните, отворена заради обезбедување значајна врска и директна комуникација помеѓу граѓаните и нивните избрани представници во Собранието на Република Македонија. Отворена е секој работен ден од 10 до 15 часот, бидејќи во канцеларијата има вработено лице кое што и доколку е отсутен пратеникот, а во најголем случај нели отсутен бидејќи најголем дел од обврските поврзани со нашата работа се во Скопје, што значи дека функционира канцеларијата без разлика дали е присутен или отсутен пратеникот од градот, затоа што има асистент кој што е во канцеларијата секој работен ден, како што кажав, од 10 до 15 часот. Ден за средба со граѓаните на пратеникот е петок, доколку нема обврски во Скопје поврзани нели со работата на парламентот, значи пленарни седници или комисии. Исто така приемот е од 10 до 15 часот, може со предходно закажување, значи за да не чекаат луѓето, веќе да си имаат закажано термин во текот на неделата, а меѓутоа не е правило, значи сепак може да дојдат во било кое време, во временскиот период во кој што нели работи канцеларијата. За изложување на своите проблеми и барање помош од пратеникот, граѓаните може да се обратат и кај асистентот кој има за задача да го контактира пратеникот или во рамките на неговите можности и ингеренции самиот да го упати кон соодветните институции или органи. Пратеничката Манаскова вели дека граѓаните многу често се обраќаат за прашања што не се во директна надлежност на пратениците. Тоа е еден широка палета, како да ја наречам, на проблеми од најразлични видови, значи социјални, најмалку, она што е интересно е дека најмалку доаѓаат за проблеми кои што може директно да им ги реши пратеникот. Што значи најмалку доаѓаат со предлози, со иницијативи за нови или за промена на постоечките законски регулативи, односно закони, каде што нели пратеникот директно може да влијае преку работата во комисиите, преку работата на парламентот. И најмалку доаѓаат со прашања до институциите кои што пратеникот исто така може да ги проследи преку неговото право што го има да поставува пратенички прашања. Така да одредени проблеми најчесто се поврзани со локалната самоуправа. Дури и во таков случај, додава Манаскова, не ги обесхрабруваме граѓаните, бидејќи како што вели, некогаш е доволно само да ги упатат на вистинското место, каде може да најдат решение на проблемот. Ротари клубот организира хуманитарна забава, вечер на вино и колачи. Собраните средства ќе бидат наменети за дневниот центар за лицата со посебни потреби во Виница.
Ротари клубот Кочани Виница организира уште еден настан со хумана позадина, насловен е Вечер на вино и колачи. Хуманитарната забава ќе се одржи в понеделник навечер. На 15 септември во 20 часот во хотел Центро Бизнис Виница, членовите на Ротари клубот Кочани Виница организираат настан кој се вика Вечер на колачи и вино, од каде што сите средства што ќе бидат собрани ќе бидат донирани на дневниот центар на лицата со посебни потреби во Виница. Како и секогаш кога Ротари клубот организира некој настан, се надевам дека ќе собереме доволно средства да им го подобриме престојот на тие лица, на лицата од оваа категорија во овој центар. Котизацијата за забавата за членовите на Ротари клубот е 500 денари, за Ротаракт клубот 300 денари, а за останатите гости и пријатели исто така 300 денари. Ротари клубот Кочани Виница заедно со швајцарската амбасада и мировниот корпус учествуваат во реновирањето и опремувањето на просториите на Сдруженијето Мобилност во Кочани. Претходно беа реализирани донации за децата со посебни потреби во Основното училиште Малина Попиванова, како и современ ЕКГ апарат за потребите на општа болница. Годинава е 29-то издание на фестивалот Истибенско здравоживо. Во Истибања се очекуваат гости од 13 земји учеснички од 3 континенти. Предвидена е богата еднонеделна програма. На годинешното издание на фестивалот Истибанско здравоживо ќе настапат фолклорни ансамбли од 13 земји од Европа, Азија и Африка. Во Истибања ќе продефилира фолклорниот ансамбл Титер Никнер од Казахстан, Ацхола од Киргистан, селјачке слоге од Хрватска, Тоурела Балафон Мюзик од Гвинеја, Зорачка од Белорусија, Доброджанка Арманемаа од Романија, Бурса Ипек Јору Балкан Халк Данслари Топлулогу Дернеги од Турција, Мала Силсија од Полска, Ахлем од Алжир, Загоровче од Бугарија, Асуит од Египет и Шрусти од Индија. Свеченото отворање на Истибанско здравоживо е закажано за 19 септември. Точно напладне во Домот на културата во Истибања ќе се одржи изложбата Китка. Следниот ден во 17:30 е свеченото отворање на фестивалот, на коему претходи едночасовно дефиле. Во 19:30 ќе се одржи концертот на националниот ансамбл Танец, пошто следува Македонска национална вечер. За следните денови е предвиден концерт во Облешево, посета на културно-историски знаменитости, дефиле и настап во Македонска каменица, како еднодневна екскурзија во престолнината Скопје, а во деновите на одржување на фестивалот се предвидени национални вечери на земјите учеснички, во кои тие ќе го презентираат сопствениот фолклор. Последниот ден е предвиден настап во Основното училиште Гоце Делчев во Виница. Гала концертот на затворањето традиционално ќе се одржи на плоштадот Ангел Винички на 24 септември, на кој му предходи заедничко оро и фолклорно дефиле низ Виница. Ова е 29-то предјубилејно издание на Истибанско здравоживо. Организатор е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, а генерален покровител градоначалникот на општина Виница Емил Дончев. На крајот на овој и во почетокот на идниот месец, по 23 пат ќе се одржи манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. На пресконференцијата што се одржа во локалната самоуправа, беше речено дека, иако време траењето на програмата е скратено, сепак годинешнава манифестација донесува голем број гости и настани од културата и промоција на кочанското бело злато. 2 недели ќе трае овогодишната 23-та поред манифестација Денови на Кочанскиот ориз, чиј почеток е планиран за идниот петок. Програмата е веќе изготвена, а привршуваат и подготовките во локалната самоуправа за нејзино успешно организирање. Од општината признаваат дека таа годинава е со скратено време траење, но тоа се оправдува со желбата да се добие континуиран тек на случувањата, што ќе го задржат вниманието на публиката. Поголеми измени во содржините во однос на досегашните манифестации ќе нема, со оглед дека повеќето од нив се стандардни и препознатливи, беше речено на пресконференцијата што се одржа како најава на почетокот на манифестацијата. Почетокот ќе биде на 19 септември, за да завршната манифестација биде на 5 октомври. Почетокот ќе биде со традиционалниот избор на жетварска убавица на летната сцена, за кој што конкурсот веќе трае. Понатаму имаме оваа година на место Оризовата Бела ноќ имаме организирано еден хуманитарен концерт за нашиот сограѓанин Даниел, кој што ќе се одржи на 21 заедно со продажба на
уметничките дела од нашите ликовни колонии, која што ќе биде јавна, која што ќе се одвива паралелно со овој концерт, и средствата, напоменувам, ќе бидат исто така употребени за нашиот сограѓанин, за неговото лекување. Понатаму имаме театарски представи, имаме активности во делот на културата и завршната манифестација ќе биде на 3, 4 и 5 октомври во нашето населено место Мојанци, каде што ќе се изврши традиционалното зажнејување, вршидбата и прогласувањето на најдобриот земјоделец за оваа година. Скоро за секој ден додека трае манифестацијата се предвидени различни настани, пред се со културно-забавна содржина, на кои, освен домашни, ќе има и учесници од странство. Дел од нив веќе се најавени, а за другите се очекува дополнително да го потврдат присуството на манифестацијата. Од оние кои што се најавени можеме да ги споменеме, значи за изборот на Жетварска убавица ќе ни гостува Народниот оркестар при Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип, заедно со етногрупата Макам Истанбул од Република Турција. Понатаму за крајниот настан, обичајот за жнејување, веќе го имаме Миле Кузмановски, кој што ќе биде дел од големиот концерт кој што ќе се одржи во село Мојанци. Значи тука секако ги планираме и нашите гости, фолклорни ансамбли и групи кои што ќе ни дојдат од соседните држави, од збратимените општини, значи од она што во моментот можеме да го потврдиме, дека ќе имаме гости секако од Република Унгарија, од збратимениот град Сигет Миклош, понатамо од Турција, очекуваме гости и од Бугарија, Казахстан. Да, официјални делегации ќе имаме од Полска, официјални делегации исто така имаме најавено од Хрватска, од Полска, од Унгарија. Вообичаено и годинава ќе се организира дегустација на јадење од ориз, при што таа ќе биде придружна содржина на настаните онаму каде што дозволуваат условите. Буџетот предвиден за овогодишната манифестација изнесува околу 3 милиони денари. Со овие пари, освен директните трошоци за нејзина организација, ќе се покријат и трошоците за сместување и превоз на гостите, како и други придружни давачки. И годинава во рамки на деновите на Кочанскиот ориз ќе биде прогласен најдобриот земјоделец. Општината го објави конкурсот за пријавување на заинтересираните кандидати, а за најдобриот е предвидена парична награда што ќе му биде доделена во рамки на манифестацијата. Општина Кочани ќе го избира најуспешниот земјоделец за 2014 година. Одборот за организирање на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз го објави конкурсот за доделување на наградата. Изборот на најуспешниот земјоделски производител се прави по 5-ти пат, откако Советот на општината ја востанови наградата во јуни 2010 година, а образложение за изборот беше даден и на пресконференцијата по повод годинашните Денови на Кочанскиот ориз. Општина Кочани, значи, смогна сили, издвои средства од својот буџет со кој што обезбедува за една приклучна машина за најдобар земјоделец во општината, што представува уште еден стимул за нашите регистрирани земјоделци да ги покажат своите успеси во производството, односно во оризопроизводството, со тоа што оваа година веќе се средствата поголеми, односно влегуваме со една поголема приклучна машина, фреза, која што е една од изразито потребните приклучни машини кај оризопроизводителите. Во меѓувреме, по одржувањето на пресот, од општината го повлекоа првично објавениот конкурс и го заменија со нов. Во него единствената измена е што наместо приклучна земјоделска машина стои дека ќе биде доделена парична награда, без да се наведе износот на сумата што ќе ја добие победникот. Инаку, за наградата можат да конкурираат евидентирани земјоделци што оствариле надпросечни приноси на одредени земјоделски култури. Право да предлагаат кандидати имаат самите земјоделци, при што можат и самите себеси да се пријават. Исто така, можат да предлагаат и местните и урбаните заедници, надлежните органи од областа на земјоделството, односно подрачната единица на Министерството и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието, како и научните установи, асоциациите на земјоделци, трговските друштва од областа на земјоделието и членови на Советот. Секој предлог треба да се поднесе во писмена форма, при што треба да содржи и соодветно образложение. Пријавувањето на кандидатите трае до 22 септември,
а пријавите можат да се достават по пошта или да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. И за крај спортската информација. Осогово в недела ја пречекува Брегалница Голак, четврто коло во Третата лига Исток. Надпреварот од четвртото коло од Третата фудбалска лига Исток помеѓу Осогово и Брегалница Голак, кој требаше да се одигра на стадионот Никола Мантов в недела, е одложен. Останатите двојки на колото се Напредок Здравје Радово, работник Џумајлија, Плачковица Тиверија, 1934 Виница Баби, Беласица Овчеполе и Каменица Саса, 14 октомври 1946. В недела 14 септември на програмата е четвртото коло од Третата фудбалска лига Исток. Во 16 часот Осогово на стадионот Никола Мантов ја пречекува Брегалница Голак. Останатите двојки на колото се Напредок Здравје Радово, работник Џумајлија, Плачковица Тиверија, 1934 Виница Баби, Беласица Овчеполе и Каменица Саса, 14 октомври 1946. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте убав викенд.